Почитувани, Бранко Црвенковски и неговите транзициони олигарси го уништуваа македонското лозарство со години. Денес Бранко Црвенковски оди во посета кај истите лозари, кои што ги тепаше 97 година, 2003 година, па повторно во 2004 година. Тие се истите луѓе кои што протестираа 2005 и 2006 година против погубната политика на Бранко Црвенковски. Овие луѓе протестираа затоа што СДСМ и Бранко Црвенковски не инвестираа во лозарството. Овие луѓе протестираа затоа што Бранко Црвенковски и СДСМ ги приватизираа винарските визби по смешни и никакви цени. И затоа што транзициониот пајташ на Црвенковски, господинот Цвето Јаневски, ги лажеше лозарите и ги откупуваше нивните производи за 20% од номиналната, односно реалната цена. Лозарите не добиваа воопшто никакви стимулации. Министерот за финансии во владата на СДСМ си поднесе оставка токму како резултат на неспособноста да се справи со проблемите на земјоделците и матните приватизации на винарските визби во Македонија. Лозарите знаат дека Бранко Црвенковски и СДСМ ги осиромашуваа. Ние говориме со факти. Затоа ќе ви презентираме видео од последниот протест на лозарите во 2006 година. Смртна листа. Ева жената. Дојдов тука за пари. Ме снимат вечерта на компјутер. Утре одем компјутер да расипам. Пари нема, жената на креветот лежи. 3 дена овдека идеме и иста песна се ја пееме. Свето да ви даде пари, нема да ви даде. Он е задужен за 2 година гројето, сето да го земе, да се одуже. Почитувани, наспроти ваквата состојба, владата предводена од ВМРО-ДПМН утврди и реализира повеќе мерки и активности што се насочени кон унапредување на состојбата на лозарството. До 2012 година директните стимулации за грозјето, кои ќе се предаде во домашна винарска визба, ќе достигнат 3 денари по килограм предадено грозје во домашна винарска визба, или вкупно 35 милиони евра и други видови на стимулации. За прв пат работите во земјоделството започнаа да се придвижуваат. За прв пат се носи законот за вино, законот за земјоделие, нешто што намерно не беше направено во минатото, со цел да продолжи хаосот во земјоделието, од кој единствен профит имаат олигарсите на Социјалдемократскиот сојуз. Разликата е повеќе од јасна и граѓаните ја препознаваат. Свесни сме дека постои уште предизвици со кои се соочуваат земјоделците, на кои владата предводена од ВМРО-ДПМН активно работи. Владата предводена од ВМРО-ДПМН е првата која започна да ги решава проблемите на граѓаните, вклучително и на лозарите. СДСМ и Бранко Црвенковски не допринесоа со ништо да им го направат животот на лозарите подобар. Неморално е сега Бранко Црвенковски да ги посетува истите луѓе на кои што никогаш не им помогнал. СДСМ и Бранко Црвенковски немаат никаков кредибилитет. Повелете со прашање. Толколку има. Добро, ако нема, благодарам.